Добре дојде во студио за моите гости. Симона Груевска-Маџовска, вие сте професор на Институтот по македонски за македонски јазик и Алберт Муслиу, политички аналитичар. А вие напишавте, односно вие и уште голем дел на вашите колеги, професори од институтот, испративте писмо до надлежните институции. Став на институтот во врска со законот за предлог законот за употребата на јазиците, вие стравувате, одиме веднаш до првата точка, стравувате дека ќе се менува уставот на Македонија. Па да, ние прво, јас и колишката професор Александра Ѓуркова имавме напишано еден приговор, ние две, бидејќи подолго време, да речеме, се занимаваме со јазична политика. Пишуваме, имавме и проект еден таков за статусот на јазиците во Република Македонија и повеќе трудови на таа тема и првично напишавме ние две во наше име еден приговор кој што го доставивме до кабинетот на премиерот, до генералниот секретаријат на владата и до собранието на Република Македонија. Добро. А ова е на целата институција заеднички став на научен совет од сите присутни професори, значи тие што беа присутни, едногласно беше усвоено овој став каде што главните поенти ни се ставени, нели, на тоа што... Да, ќе одиме една по една, се разбира на брзина, но се согласувате ли, господин Муслиу, дека повторно ќе мора да се менува уставот на Република Македонија и една од поентите всушност во ова писмо е дека е имплементиран рамковниот договор? Добро, дека е имплементиран, он не е имплементиран и затоа се правеле и разни анализи на таа имплементација. Добро. Морам да ве потсетам на една анализа што се нарекуваше преглед на Охридскиот рамковен договор од аспект на социјална кохезија, затоа што и користењето на вториот јазик во Македонија од таа перспектива и е представен во тој Охридски документ, Охридски рамковен договор, кој е сега устав. Така да ми е безпотребно го користиме Охридскиот рамковен договор, можеби како дух на Охридскиот или целите на тој Охридски рамковен. Овде се работи за дали е искористен целосниот капацитет на уставот на сметка на користењето јазик. Прашањето ќе се менува ли, да, уставот? Не, со овие промени кои се представени не се менува. Не се менува? Не. Добро. Од друга страна, уставот може и да се менува. Нашиот устав имаше иницијатива пред 3 години уставот, дали е Библија или не да Ама да не е расчистиме? Библија, ние имавме пред 3 години иницијатива од тогашната влада да се смени уставот. Не е врежан на камен и да не може да се менува. Пази, од банални причини да се преименува Народна банка, па беше иницијатива да се менјава уставот, па да се одреди категоријата на бракот и така натаму. И не видов некоја голема паника во општеството затоа што се менува уставот. Добро, ајде да одиме веднаш. Не само да го кажам. Добро, кажете. А уставот, секој има право да го сака, да не го сака, секој има обврска да го почитува, но дали он се менува, одлучуваат граѓаните преку пратениците и има уставна или законска процедура како тоа се случува. Добро. Тоа не значи дека ние сите со тоа треба да се согласиме, но дека тоа е нешто менлива категорија, се разбира и да, може веднаш и 91 го сменивме. Добро, може веднаш да реплицирате. Веќе менуван. Да. Зошто ви пречи ако би бил променет уставот? Тоа го ставате како број 1 прва точка. Бидејќи се повикуваат постојано на рамковниот договор. Добро. Еве се согласуваме со другиот ваш гостин дека всушност се она што беше во рамковниот договор веќе имплементирано во уставот. Тој дел во точка 6 од рамковниот договор кој што се однесува на употребата на јазиците веќе е имплементиран во уставот и поради тоа нема потреба да се бара да речам основа во рамковниот договор за уште некакви промени бидејќи тие веќе се имплементирани. Се содржани во Да, јас еве би го сакала да го поставам тоа прашање во смисла која точка од рамковниот договор не е се уште имплементирано. Добро. Можам да укажам на тоа. Значи, рамковниот е рефлектиран во уставот, тоа неспорно е. Капацитетот на законот кој е донесен врз основа тој член 6 од уставот не е доволен. И значи не е во духот на Охридскиот договор. А по правни некои норми све што не е забрането е дозволено, но не е регулирано со закон. Значи, кај нас се промовираше една логика на еднојазичност во целата држава, иако ми имаме
латентна двојазичност со англискиот, па очигледно тоа никому не му смета, затоа може и покасно да збориме. Например, на плочата на председателот на Република Македонија пишува и да президент. Да, не пишува. А не пишува на албански. Сега, ја не знам како некој не е загрижен зашто таа плоча е двојазична, а е на англиски, а би бил загрижен ако таа плоча би била двојазична со албански. Еве професорката да ја прашам. Значи не е точно дека не сме загрижени, баш со англискиот јазик пишувам исто така многу на таа тема, за тоа како влие англискиот јазик врз македонскиот и до каде оди. Значи сме пишувале, дури до правописот, значи какво влијание има. Би ве загрижило ли ако пишува на плочата на албански јазик? Пишува веќе. Значи работата е што пишува ке председателот, не знам. Можеби таму не. А би ве загрижило ли ако пишува? Но веќе е двојазично. Скопје е двојазично. Не, да, еве плочата и дали е двојазично. Ние во автобус ако влезете двојазично. Тоа ви пречи ли? Таблите, па не ни пречи веќе, затоа велам дека тоа веќе имплементирано и дека во 2008 година има донесен закон посебен во кој што уште по-детално се регулирани овие можности. Во 2008, да, и 2011 ова за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20%. Сега што е овде? Јас ја разбирам. Што е спорното? Јас разбирам. Значи, македонските албанци сакаат да биде кажан јазикот, дека тоа е албанскиот јазик. А во овде имаме формула во рамковниот договор и во уставот и во тој закон од 2008 што е дополнет во 2011, дека само со формулата јазик што го зборува најмалку 20% од населението. Значи тука немаме именување. И сега што е нашиот проблем? Ако ние го изделиме само албанскиот јазик, значи ставаме се дискриминираат останатите. Бидејќи ние сега вака ни е регулирано. Тој јазик што го зборуваат над 20% мора да биде службен според устав, ама дополнително на македонскиот. Тоа значи дека на таблите, според уставот, треба да стои името прво на македонски јазик, а потоа на албански јазик. Бидејќи тоа е тој јазик за кој што го зборуваме. Но практиката не е таква. Јас барам некој да ми каже дали направил анализа, бидејќи јас сум истражувала, каква е фактичката состојба. Кога ќе излезете, да речеме, во тие единици на локална самоуправа, каде што го имаме албанскиот како втори јазик, видете ги официјалните табли на, да речам, државни институции и така натаму, како се напишани. Дали е македонскиот јазик прв или не е? Не. Значи прво е на албански, па потоа е на македонски, ако има на македонски или нема. И никој не реагира за тоа. Иако има еден закон за употребата на македонскиот јазик од 98 година, каде што исто така е регулирано, нели, дека нели македонскиот јазик и неговото кирилско писмо треба да се употребуваат. Значи ние тука реагираме, така е законски дека значи албанскиот е вторслужбен јазик, никој со тоа нема проблем, никој до сега не реагирал. Значи никој нема проблем од нас со тоа. Добро. А оние јазици кои што ги зборуваат под 20% има можност исто така да бидат службени со одлука на советите на општините, односно на тие единици. И има така, мислам дека во Куманово, во Гостивар веќе има, да, така да и од тие, од оние јазици кои што не се 20%, сепак да бидат службени. Значи нема проблем во врска со тоа. Никој не е против никој јазик. Нашиот став беше дека тоа е малку, дека тоа прашање бара една поголема дебата, вклученост и поголема анализа. Што се случува? Со овој закон ние го имаме албанскиот јазик на цела територија, а на цела територија немаме говорители на, да речеме, еве, во Валандово, дали во Македонска Каменица, немаме говорители на албански. А треба таблите сега според овој закон официјални на државните институции, значи училишта и се. Значи во законот, овој предлог закон така пишува. Можам да го образложам, значи треба да се. Добро, значи така пишува во тој предлог. Ајде нека ви значи треба да се направи дистинкција помеѓу централна и локална власт. Централната власт, и ако е у Валандово, подрачна единица на УЈП, тоа не е локална власт, тоа е централна власт. Шефот им е у Скопје, директорот на УЈП, тие се таму подрачна единица и така се територијално организирани. Албанските партии од 91 година бараат децентрализација и на тие институции кои 91 полунасилно беа централизирани. Иначе локалната власт пред 90 година беше прилично децентрализирана. Дури имаше извршен совет општината, значи имаше и локална власт. Но 91 можеби поради целата политичка ситуација во бивша Југославија, сето тоа се централизира и се излезе со формула на подрачни единици. Така да општина Валандово
ќе пишува на македонски или на некој друг јазик, што таму е на 20%. Да. Или ако тие одлучат и на друг јазик. Но со овој закон тие не се обврзуваат тоа да го напишат на два јазика. Значи, тоа со локалната и со централната власт треба да се направи дистинкција. И кај нас таа дистинкција не се правила. Значи, општина Гостивар е тројазична. Да. А подрачните единици на министерствата би требало, согласно овој закон, да бидат двојазични. Но не на еден или на друг јазик, туку да бидат на македонски или да бидат на македонски и албански. Значи, сите табли кај нас, значи, ја не сум видел во Гостивар или во Тетово табла на еден јазик, распоредот не сум знаел дека е со закон регулиран. Ако е регулиран, тие што тоа го прекршиле треба да си одговарат. Ама видите, во град Скопје, кога имаше иницијатива дури месец дена од медиуми, зошто град Скопје не го имплементира законот за јазиците, не беше одговорот на интелектуалците треба да се казни, туку беше одговорот на градоначалникот ќе формирам комисија. Не може да се формира комисија кога вие кршите закон. Да, така е. И овој предлог закон за јазици подразбира инструменти кои ќе обезбедат државните институции, не граѓаните. Знаете, кај нас се промовираше на теорија 3-4 месеци од политички причини. Беше таа дека кој македонец нема да знае албански ќе го кажам, тоа нема врска, него институциите си имаат други обврски. Повеќе шега низ социјалните мрежи. Не, еднаш се промовираше тоа и као политички поен, но се повлекува затоа што не држеше тоа. Затоа што вие да сте граѓани на една држава не мора да го знаете и јазикот. Вие може знаете само англиски, ќе си ангажирате адвокат да во ваше име зборува со некого. Знаете, ми уште имаме уште имаме некои архаични пристапи кон потребата на знаење на јазикот. Види се, има уверување кај нас дека јазикот се учи преку предмет у школа. Вие ако верувате дека ја македонскиот сум го научил само од предметот македонски јазик и литература, тоа сте у грешка, пошто јас сум учел и биологија и хемија и не ги знам сите. Значи, кај нас се промовира една тензична атмосфера околу учењето на јазикот. Што е погрешно. Не е тензична атмосфера. Ама видите, ја живеам во... Да ви кажам сега, еве, ние сме малку подруги генерации и... Ја ги знам јазици. Да, вие ги знаете, но имаме помлади генерации. И јас сум имала студенти албанци, кои што се родени во Македонија, се школувале тука и не знаат една реченица на македонски да кажат. Тоа не е... прво, ако не знаат една реченица... Според регулативата, според Европска Унија, таа законска регулатива вели секој млад европјанин е должен да го знае службениот јазик во својата држава. Сега, ако македонскиот јазик е службен во Република Македонија, недозволиво е на некој начин некој воопшто да не знае да се комуницира на тој јазик. И сега што сакам да кажам? Поубаво е за интеграција, за да не живееме едни покрај други. Да. Бидејќи кога се учи образованието предучилишна установа на албански, така? Да. Основно, средно училиште на албански, на факултет, на универзитет на албански се учи, така? Се следат медиуми на албански. Просто не живееме ние заедно, значи живееме едни покрај други. Имаме една, според мене, комплетна сегрегација на општеството. Пред 2-3 години, кога беа првите студентски протести во Република Македонија по повод законот за високо образование, мене ми се врати вербата дека ќе биде нешто од оваа држава, бидејќи излеговме сите да протестираме. Значи, сите протестиравме. Така, имаше на протестите обраќање на албански, на македонски и никој никаков проблем немаше. Така, значи да се интегрираме. Тоа е тоа што јас, да речам, сакам да го напоменам дека е потребна интеграција. Таа интеграција ќе биде со тоа што нема да се учи во прво оделение англиски јазик, а македонски јазик од 4-то оделение со 2 часа. Значи сега ние предност му даваме во државата во која што живееме на англискиот јазик, децата учат англиски, а македонски дури во 4-то оделение. Да, сте протестирали ли за на оваа тема низ? Колку пати сме зборувале, колку пати сте напишале ли писмо и како што пративте писмо за законот за јазиците, дали сте пратиле до соодветните надлежни институции овие 10 години на пример за време на владењето на ВМРО? Да ви кажам, значи официјален став од една институција многу тешко се постигнува да се испрати од официјалното лице.
Значи многу тешко. Не дали вака сте се подпишале како подпишано, затоа ви велам и овој став секако не бил така мазно донесен. Ама ова е прв пат. Вие не сте протестирале за македонскиот јазик за кој говорите сега дека сте биле погодени, дека постои сегрегација во општеството и дека не се. Јас за тоа сум пишувала и секој што сака може да учи македонскиот јазик само да Јас и во меѓународни списанија со фактор за влијание имам објавено. Но вака писмо никогаш не сте објавиле. Дека сте биле погодени за околу македонски употребата на македонскиот јазик. Но сега пишувате, праќате писмо за употребата на албанскиот јазик. Затоа што овој закон треба да се донесе сега. Значи ние сме реагирале таму кај што сме можеле да реагираме. Сега што сакам да кажам, некоја тема е актуелна, некогаш не е актуелна. Значи македонскиот јазик не е никогаш актуелен, а албанскиот јазик станува актуелен. Не, сега ќе ви кажам. Сега бидејќи е политичка позадината на овој закон, луѓето, односно медиумите, јавноста е заинтересирана. А кога друг пат ние сме правеле некакви трибини, се случувало воопшто ниту еден медиум да не извести за тоа. Сега прашувам, дали до надлежните институции сте реагирале официјално? Сега, значи, јас тоа ви кажувам. Медиумите се една точка на тоа што страна сме на можеле да го медалот. направиме, сме реагирале на начин како што сме можеле. Еве во 2004 година, Институтот за македонски јазик направи цела трибина, од која што излезе на книга, објавена е, по повод Законот за територијална организација, така мислам дека се викаше, кој што излезе двојазично во службен весник, сега треба и на македонски и на албански да излезат, сите топоними македонски беа преведени на албански јазик. Сега, значи јас не се занимавам со ономастика, имаме ние оделение во институтот што се ономастичари, тие ја направија таа трибина и од нивните излагања се објави таа книга потоа, меѓутоа ништо не се постигна со тоа и покрај тоа што институтот реагираше официјално со медиуми и така натаму, не се поправи таа грешка, бидејќи знаете дека имиња и топоними не се преведуваат. Значи не се преведуваат. Тоа беше грешка дури и ова е веќе меѓународен стандард. Не, топоними не се преведуваат, тоа се меѓународни. Ама топоними кои се во користење, сега вие зборите кога тие се апстрактни топоними за еден дел од заедницата. Дојран, не знам, Дојран е Виетори, така? Ама Охрид е на македонски, Охрид на албански. Дибре е на албански. Скопје и тие не се преведувани. Тие се топоними кои се користеле во албанскиот јазик. Стар Дојран и Нов Дојран не се користеле на албански, сега преведени како. Ама стар подразбира дека е стар. Име е тоа. Јас сум Симона, не можам, не знам како да се викам. За мене на албански шкупи сум го користел секогаш. И пред тој закон. Не дека тој закон. Значи сега тоа се сепак некакви меѓународни стандарди. Не, за меѓународни стандарди збораме. Затоа што тука имиња има и букви, се тоа дел од меѓународни стандарди. Но ако Лондон се вика Лондон, смееме во Македонија го викаме Лондон, така според ова. На албански е Лондари, така се вика, не тоа. Јас за македонски говорам. Значи смее Лондон да биде не Лондон. Сега да кажам, во врска со топонимите, значи тоа нема што дали на локално во Република Македонија или во странство или дали се работи за странски или за домашни, значи имињата не се преведуваат и тоа кој го интересира може да го прочита дека е така. Значи си има меѓународни и во Обединети нации таму тела кои што јас велам не сум ономастичар. Кога велите превод, мислите во случајов Стар Дојран на пример? Да. Но не и Скопје и Шкупи на пример. Тоа е веќе утврдено име што со генерации се користело, нели? Тоа е друго веќе, ама ова не е нешто што се користело, ова сега се преведува. Дури па и преводот на албански беше многу слаб. И реагираа и албанолозите, кои го прават зашто на едно место, не знам, едно ставено на друго место. Ова Стар Дојран не знам. Да, значи буквално кога буквален превод станува збор. На албански би тоа е манастир. Ама тоа е турско. Монастир е турски. Манастир е. А турски е, па во албанскиот е турска да. Манастир е дефинитивно турски збор не е. Манастир е манастир. Добро, сега. Видете турците како ја викаат. Не сметате ли дека е штета, вие сакавте да реплицирате, се извинувам. Ајде па после ќе прашам. И забавиште, и основна, и средна школа на Македонски универзитет на српско-хрватски и тоа не ме сметало мене да го научам јазикот. Ја разбирам траумата што имаат децата од прво оделение да имаат англиски. Еве,
Можда е подобро да имаат македонскиот преводени. Но исто така не може да ме убедите дека за македонските деца е штетно да имаат албанскиот преводени. Воопшто не. Сега значи јас не се докажав. Да. Што сакав да кажам? Сакав да кажам дека ваквата двојазичност на цела територија што одозгора како со декрет сега се внесува е погрешна. Дека треба тоа малку подолгорочно да го гледаме и да го направиме тој соживот на поинаков начин. Во смисла што? Јас кога сум учела албански јазик, немало во училишта, имало српско-хрватски, го учев на 5 и 6 оделение, како службен јазик. Сега би се согласиле да биде. Моите деца кога учеа во основно образование, требаше да има изборен, меѓутоа немаше професор. Но не да биде изборен. И не може да земат. Јас би било добро или задолжителен да биде и албански. Значи немам против никако. Воопшто, тоа сакам да кажам. Значи тоа се прави малку помислено. Значи треба македонскиот јазик како службен нели да се почне пред да се почне со англиски. Но зошто да нема албански во училишта да учат, нели, да го паралелно македонски, албански и зошто да не е англиски? Секако, па англиски, без англиски веќе не можеме, нели, така. Но никој нема против тоа. Ама сега вака како што се поставени работите, ние сметаме дека, и мислам дека се согласи и соговорникот, дека рамковниот договор е веќе имплементиран во Уставот. Не. А сега политичарите ни велат дека ова повторно е некаква отворена ситуација од рамковниот која што сега треба да се затвори. Останало нешто недозатворено. Добро. Еве сега мене ме интересира што е тоа недозатвореното. Добро. Што е тоа? Можна да го образам. Да. Значи, рамковниот е рефлектиран во Уставот. Уставот во секојдневието повеќето случаи се рефлектира преку закон. И овој закон 2008 е донесен, 2011 е надополнен и ова е надополнување на тој закон. Дека има уставни капацитети овој закон да се донесе, има. Второ, само да ви објаснам дека не е предлогот да се задолжи подрачната единица во Валандово, пошто ја земавме за пример, да знае албански за да може на некој граѓанин кој сака тоа право да го искористи, да му го овозможи. Затоа се предвидени и други механизми како тоа може да се направи. И тоа не е ништо невозможно. И второ, да ви кажам, праксата досега од 2002, валјда, трета, например, теретот финансискиот на двојазичноста паѓа само на еден локалитет. На институцијата. Ама на институцијата која своите приходи треба да ги подели со тој локалитет. Двојазично, сега да ви кажам, двојазичноста во Тетово ја плаќаат тетовчани. Добро. Не само албанци. Ја плаќаат и македонци, и турци, и роми. Во Гостијаре плаќаат гостиварчани, во Куманово кумановчани, а е основна уставна категорија. Тука предлогот е тоа да се централизира и да се спроведува преку една централна агенција. Тоа да го спроведува. Тоа сега јас многу сакам на тоа да се задржиме. Добро. Да речеме, овој закон, предлог закон, се нарекува закон за употреба на јазиците. Да. А всушност во законот имаме само за употребата на албанскиот јазик. Значи немаме за употребата на јазиците. Па само за албанскиот јазик. На државно ниво е само албански. Не, ова е закон за употреба на јазиците. Да. Значи така се вика закон. Да. Така. Да. Значи ако е за употреба на јазиците, тогаш е за сите јазици. Да. Значи не е само за албанскиот, ама во законот само за албанскиот се зборува. И имаме дури агенција која што е цела, значи комплетна агенција само за примена на јазикот, што го зборуваат така ќе се вика агенција за албанскиот јазик. Само за албанскиот јазик, така ли ќе се вика? Да, така па. Добро. Овде вика агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20%. Во заграда албански јазик, значи тоа беше нели? Да. Проблемот, затоа што тука веќе се зборува дека тоа е албанскиот јазик, значи, а претходно беше секој јазик што ќе го зборува 20%, утре може некој друг ќе биде, во некоја општина ќе биде некој трет. Така. Значи таа формула не разлика помеѓу општина и на државно ниво. Добро. Ама сега во овој закон вели на целата територија, вели во меѓународната употреба, во меѓународната комуникација, така вели исто, значи во законот во меѓународната пишува во овој предлог закон дека исто така албанскиот јазик може да се употребува. И во меѓународната ќе падне пред уставен, затоа што тоа е веќе уставна категорија. Е во спротивност. Ама ако е во спротивност има уставен суд, не е спорно тоа. Секој граѓанин кај нас може да потегне иницијатива за уставност на закон. Ја мислам дека тој дел
Не знам. Ако се коси со уставот, тоа Ама го не е спорно крши тоа. уставот. Не е Општо спорно. кога однапред се реагира од Да. професори по уставно право дека законот излегува од уставот. Уставот, добро. Зошто тоа да не се поправи уште пред да влезе во постапка? Кој е проблемот? Ова не е, како што рековте, не е Библија ни уставот. Па зошто па овој предлог закон да биде Библија? Не, па Зошто па ништо да не може да се смени? Еве таа агенција. А Зошто кој да глас биде ви само вели за дека албански? нема да се смени? Па еве, ние бараме дебата токму заради тоа. Ќе имате средба во влада. Се надеваме дека ќе имаме. Така е. Добро. Меѓутоа, И зошто таа потребна е ја. агенција да не биде за примена на сите јазици кои што се зборуваат во Република Македонија, не само на албанскиот. може. Ама не тука Ама може Ова е амандмански. предлог. Ама Точно амандмански затоа може да ова е се. предлог. сакаме да Токму не заради чујат тоа. кои забелешки да. ги имаме и ние, Да. па тоа да се интервенира, за да не одиме сега дека не сакаме никакви поправки да направиме и да чекаме Уставниот суд да го врати. Ама и влада не Нема може за потреба. закон да каже дека неќе никакви поправки, пошто тоа оди у парламент. У парламент било кој пратеник, ако има издржан предлог, тоа може да... Ја овој делот, искрено за меѓународно користење, сум го чул на друг начин. Дури имаше изјаве и од лидерот на ДУИ дека ќе бараат во иднина можности да се користи во меѓународна употреба. Јас се сеќам од 2001 дека таксативно е напишано дека во меѓународна употреба е македонскиот јазик и неговото Така писмо. пишува во рамковниот, така Так, пишува. не, и во уставот. И во уставот. Во уставот е тоа. Така да не знам дали тоа е дел од тој предлог закон. Сигурно тука некоја грешка е направена, можеби некоја постара верзија. Мислам дека предлог е законот верзија. го нема тоа. Да. За агенцијата таа предпоставува услуга на подрачните единици. Во Македонија засега на државно ниво само еден јазик е поеќе од 20%. Да, сега во моментов е веројатно така, иако нема попис. Јас сум се пописот не се прави само за жители, пописот не ако за се направи жители. за жители, ние сме 1,5 милиони. Македонија има Ако, па 2,4 треба да се милиони направи. граѓани и тие сите имаат изворни права во таа Така, таа така, држава. ама и треба да се И направи. јас сум еден од тие што им забележуваше на прошлата власт зашто не направија Така попис. е, па треба да има. И за тоа треба и да сносат одговорност зашто не го направиле, но во секој случај тоа се променливи категории. Вие можда за знам дека имавме иницијатива 2001 во пописот англискиот да се стави као посебна категорија, баш као реакција на ова неспремност 2001, немање храброст на тие политичари да го дефинираат кој јазик е. А како немаат храброст? Ти го Па нема- подпиша на англиски јазик кој што не е службен јазик во Република Има таму- Македонија. Тој има- рамковен договор, оригиналот е подпишан на англиски јазик, и воопшто не пишува е. еден член таму не е дека подпишан на македонски јазик. изворен договор е сам верзијата на англиски јазик. Да. Има и член за тоа. Него нема храброст да кажа за кој јазик се работи кога ние во Македонија сме мутави сите. Се знаеше за кој јазик се работи. Ние 2002 сакавме као невладина да иницираме во графата за пописот да се стави англиски, зашто ќе имавме 3 службени јазика. Јас сум прилично убеден дека во Македонија 20% граѓани зборуваат англиски. Не пишува таму течно да го говорат јазикот. Таму пишува јазик кој го говорат 20% граѓани. Знаеш, смешни некои солуции и од самиот попис ни направија политика. Да. Од самиот Така попис. е, така е. Него некои решенија ако се противуставни велам или преку пратеници или преку амандмани тие може да се сменат. Да, затоа што и јас Ама исто и ја- така мислам да. дека треба да претрпи промена уставот и за друго нешто. Да речеме во јазиците службени кои што се признаени, значи во Македонија дека се зборуваат е знаковниот јазик. Тоа е јазикот на глувите. Знаковен јазик. Тоа имаме ние закон донесен со кој што е издигнат на ниво на сите останати јазици кои што се зборуваат во Република Македонија, а тој воопшто не е внесен во уставот. Значи, како равноправен јазик со сите, и Добро. тој јазик треба да биде внесен исто така таму, знаковниот. Се формираше и комисија која што еве не профункционира, не е мртна од мртва точка за стандардизација на тој знаковен јазик. Еве јас бев А за член во таа инвестиции, во комисија. целата. Два пати Што се велат формираше. компаративните практики во другите земји? Значи тоа секаде е направено, стандардизирани се јазиците, признаен си Во како уставот официјален јазик, е ама кај нас признан уставот го како нема знаковен. официјален? Не, знаковниот го не. Во Не, во уставот сега другите го нема. земји сме Во другите, прошли. да. Има и на Facebook критика за вашата реакција, вашата на сите професорки се разбира Да. од институтот. Велат дека не говорите од позиција на лингвисти за нешто што е чисто политичко прашање, всушност говорите, зашто во вашиот проглас протест нема ништо научно. Сметате дека двојазичноста е погрешна?
И вели, ние сме граѓанки кои сметаат дека двојазичноста е погрешна, така треба да се представите, а не ние сме лингвисти кои сметаат дека не е научно издржана двојазичноста. Ви пречи ли вас двојазичност во Македонија? Вака, мене исклучително многу ми пречи шиканирање и навредување без основа. Затоа што ме потсетува на едно скоро време кога тоа се случуваше. Ако не мислите како нас, мислите на владењето на ВМРО на Груевски? Да, точно така. Значи тогаш бевме шиканирани исто така. Значи кога реагиравме на Законот за високото образование, јас бев дел од професорскиот пленум, и дел од Шарената револуција. Бев шиканирана дека сум ваква и таква. Сега, откако сум се подпишала на тој прво приговор и став од институтот, нема лепење етикети, има лепење етикети дека е ставот неписмен, некоригиран, нелекториран, за истото зборуваме, од истиот истата личност, кој што го прочитав. Лазар Попов. Не. Станува збор за... Не е тоа, има друг еден статус. Добро е тоа некој друг. Многу навредлив. Ја сега за другите статуси не дали тоа е од научен аспект кажано, дали тој човек се занимава воопшто со тој дел од ова е јазичната политика е интердисциплинарна област, дел од социолингвистиката, во која што, нели, правници од правен аспект си го разгледуваат тоа, не можам јас да кажам номотехнички како е напишан законот, тоа не е моја работа. Господинот е лингвист, да. Да, ама не е научник. И сега тој вели дека не е научно. Врз основа на што? Јас со кого да дебатирам сега на Facebook, треба да се расправам таму да кажам. Не, ви кажам какви критики. Значи велам. Ние со години се занимаваме, сме пишувале во списанија со Impact Factor, објавени ни се статиите, на мене и на колешката Александра Ѓуркова особено, во поглед на статусот на јазичните политики и така натаму. Колешката Ѓуркова при Куким имаше едногодишен проект на кој што јас бев соработник за јазичното планирање и јазичните политики во Република Македонија. Значи тоа за ненаучно, може ние некогаш да си организираме некаква дебата, па на може да организираме да му објаснам врз основа на кои научни принципи е тоа. Уште да ви докажам, да ви дочитам. Вели дека не сте реагирале кога проектот Превод на капитални дела кој чинаше 30 милиони евра се спроведуваше со Google Translate и го осакати македонскиот. Да, а како не реагирал тој лично како преведувач? Зошто тој не реагирал кој преведувал? Зошто да бидеме ние цело време повикувани од институтот дека на се треба да реагираме, а кога ќе изреагираме да не напаѓаат со тоа кои сте вие да кажувате. Тоа, например, мене тој двоен аршин многу ми пречи. Добро, ние не сме дежурни виновници за се. И тука македонскиот јазик сите го користиме и секој има право да реагира. Особено кога се работи за превод, значи ние не можеме да го цениме преводот каков е. Јас можам, како македонист, да не знам англиски. Од кај да знам во оригиналот како е? Така? Не морам да знам. Јас можам тоа што преведувачот ќе го понуди, да кажам дали е во духот и во согласност со македонската стандардно јазична норма. Во ред, да, се разбира. Значи, тие преведувачи каде биле да реагираат? Дали тие официјално изреагирале на тој проект? Знам точно за што станува збор, бидејќи јас на почетокот бев вклучена и се откажав лично од тој проект. Добро. Бидејќи видов како се работи. Значи, јас сум се откажала. Како лектор. Добро, за прв пат знаете како се и претходно ви кажа, вие за прв пат излегувате со некаква критика, со некакво писмо, но кога станува збор за албанскиот јазик. Претходно никогаш не сте имале вакво писмо и подписи до надлежните институции. Ниједна институција нема такво нешто, ниту правниот факултет има. Никој нема официјален став од институција. И до сега немало. Ова е прв пат ние вака да излегуваме. За албанскиот. Тоа е идејата и на оваа критика и тоа е факт. Никогаш не сте излегле за македонскиот како заштитници и чувари на македонскиот јазик. Сега вака. Значи да не се изместуваат работите. Ние сме барале од Министерството за култура повеќе пати по различни основи да преземат мерки во поглед на заштита на македонскиот јазик. Значи тоа не е само она што кажувам прекршувањето на законот со редоследот на јазиците и така натаму, каде што има некои инспектори при Министерството за култура би требало да реагираат и да казнат, бидејќи има глоба за тоа, непочитување на законот. Никој не е казнат за тоа, ама не само за тоа. И за нелекторирани текстови.
Нели со тој закон за употребата на македонскиот јазик се полага лекторски испит и само тој што има лиценца може да лекторира. Се надевам дека ќе имате слично писмо кое се однесува само да ви кажам, ама имавме, значи пред 3 години, еве пуштате ме да ви кажам, по повод новиот закон со кој што се предвиде електронско полагање на лекторскиот испит, јас бев дел од една комисија за верификување на прашањата кои што требаше да влезат во таа база на прашања за полагање лекторски испит. Комисијата од 5 мина, мислам дека бевме професори, напишавме приговор исто како сега, пред 3 години, и го доставивме во Министерството за култура, каде што кажавме дека тој начин на полагање лекторски испит е погрешен. Тоа е исто како некој да полага за возачка дозвола без да влезе во автомобил. Е така. Значи беше многу лош тој закон и тој начин на полагање. Ние имаме официјален приговор на кој што никогаш не добивме одговор. Така што ние сме реагирале. Сите професори се потпишавте? Значи ние од комисијата за верификување што бевме вклучени во тоа, 5 мина професори сме потпишани на тој приговор и доставен е таму и не добивме одговори. Иако, колку што јас знам законски, 30 дена има институцијата рок да одговори. Не ни одговорија никогаш. Значи ние сме реагирале. Тоа што пошироката јавност не знае, тоа е друга работа, веќе колку сме биле актуелни, нели? А инаку дека сме реагирале, секогаш сме реагирале. Значи не реагираме ние само за албанскиот јазик, реагираме на секакво прекршување на законите во поглед на македонскиот јазик. Да, се надевам дека пак ќе имате некакво малце извртена малце теоријата дека зголеменото користење на албанскиот јазик го штети користењето на македонскиот јазик. Мислам дека е општествено погрешен пристапот, затоа што генерира анимозитети од другата страна, знаете. Ја ви велам. Мисла дека ако на ниво на целата територија албанскиот јазик е исто така службен, и според овој закон, македонскиот јазик само станува еден од јазиците во Македонија и го губи статусот на обединувачки фактор на целата територија на Република Македонија. Значи тоа е нашиот став. Ништо друго не е став. Значи во Македонија не живеат само македонци и албанци. Живеат и други, како што се власи, срби, роми, турци и така натаму. Ние сметаме на целата територија на Република Македонија, македонскиот јазик е обединувачки фактор. Това значи дека вам ви пречи двојазичност. Да, на целата територија ни пречи двојазичност токму поради тоа што нели македонскиот јазик е употребуван во мнозинството и го губи, значи онаа кохезивност што ја има на сите што живеат во Македонија. Се покажува дека не постои кохезивност, Муслиу? Мислам, пристапот дека кохезивноста со законски решенија преку исклучување на еден јазик е погрешна, затоа што ви велам, ја не сум учел, вие сте учеле српско-хрватски во Република Македонија, каде што службен јазик бил македонски. Во Југославија беше српско-хрватскиот. Ама не беше во Југославија српско-хрватски. Во Југославија беше српско-хрватскиот, македонскиот, словенечкиот. Не. Во Република Македонија беше македонскиот службен, а во Југославија меѓународна употреба армија и се така. Армија беше. Српско-хрватскиот беше во меѓународна употреба на македонски не може. Ама дали тоа го оштетило вашето чувство за познавање на јазикот? Во која смисла? Па не знам. Дали ве оштетило некако? Дека го знам српско-хрватскиот? Не, ја го знам, не ми е тоа спорно. Него што ве терале да го учите. Ама ние го учевме од телевизија, затоа што гледавме телевизија, па го учевме. Јас сум го стирал тој јазик, ништо не ми сметало. Него сакам да ви кажам, секој настап кој се зборам за албанската заедница, кој инсистира на тоа дека службеноста на албанскиот јазик ја намалува коезивноста, социјалната коезија во Македонија, за нас напротив ја загрозува. Ја загрозува, затоа што ви велам. Тоа е ставот, ама еве јас така ќе прашам сега. Еве јас не знам албански јазик. И заменик премиер ли е што е господинот Бујар Османи. Сега пред неколку дена излезе дека тој настапувал некаде, не знам каде, не ни разбрав каде. Неговата титула, функција пишува само на албански јазик. Добро. Тој ја представува Република Македонија. Јас сум граѓанин на Република Македонија. Мене ме представува. Така? Да. Мене ме представува.
Јас не го разбирам во кое својство е таму отиден човекот, бидејќи не знам албански јазик. Тоа е поентата, тоа што ја кажувам јас. Добро, немаше јас немам проблем да има албански телевизија. јазик, ама не може да нема македонски. Зошто имаат проблем тогаш албанците со македонскиот јазик? Што пречи? Што пречи? Албанците воопшто немале проблем. Па еве, види, да имале албанците проблем. на мојата држава. Јас го чувствувам ама како тој мој ако сгрешил, тоа си е негов проблем. Ама има закони за кои што треба да биде казнет. Ама ако сме до представниците да се баш овчарите на стадото, сега ја можам да ви кажам дека со милион ставови на некои политичари македонци не се слагам, па дури некои од нив ме нервираат, но не можам вас да ве кривам за тоа. Сигурно да, ма јас не кривам. Тој ако сгрешил, ако прекршил закон, со тоа нека се носи он. Но постојат институции кои не за тоа. постојат. Јас тоа кажувам, не Ама ние постојат. немаме Сега правна треба да се држава. формира агенција. Да. Само за албанскиот јазик, а нема значи такво нешто за македонскиот. И затоа нашиот предлог, не знам што е толку страшен, е таа агенција да биде воопшто за сите јазици што се употребуваат во Македонија, да биде. Не е воопшто страшно. Не, ја мислам дека за албанците да дебатирате на таа тема и да ги понудите овие решенија. Тоа не би било спорно, но тоа подразбира дека во некој општина некој граѓанин ќе даде документ на албански. Да. И тој документ некој ќе го преведе после на македонски. Тоа веќе сега го има како можност, нели, до институциите формуларите се предвидени на двојазични да бидат таму, така да не мора некој таму да го учи јазик. Ама не треба нов закон за тоа, така е. Не, значи видите, патните исправи се двојазични, така? Документи, видите, кај се формулари, се крева джела за двојазични. меѓународна употреба, а единствениот меѓународен документ кој го користат граѓаните, никој не го оспорил зашто е мојот е на два јазика. На три, додуше, не знам. А тоа е за меѓународна употреба, пасошот. И сега се прави джева околу тоа дека албанскиот ќе биде за меѓународна употреба. Ја тој дел. Не, тоа е ја тој дел не сум. официјален документ е овој. Не, официјално да е не се ова прави како што државата и кажат, користењето за јазик на јазикот само за 50 функционери. Не, тоа е за граѓаните. И таа придобивка не е ради некој министер или пратеник, таа е за некоја тетка која можеби некој ден ќе заглави у Валандово и не знае јазик. И некој може од општината да биде фин и да ја помогне, или треба да биде обврзан да ја помогне. Тоа е целата разлика. И законот не се прави за функционерите. Законот пишува цели судски постапки во судството дека албански на албански тие се ради не преведувач. Ама тие се ради. Ама јас сум бил во постапка каде што и судијата бил албанец и другата страна бил албанец. А зашто вас би причело да се води на албански јазик судска постапка? Затоа што повлекува колку вработување. Тоа ќе биде како тоа електронско не полагање може на лекторски испит кога го донесува законот и никогаш не профункционира 3 години не се полага. Единствена само да ви кажам. Биде сега и ова да треба само да ви кажам. Се бара, се работи и вие Не, само да ви кажам. Човекот има право да говори на својот мајчин јазик. Не, може да го кажам. Се предпоставува агенцијата да се формира баш ради квалитетот на преводите. За да ама така е и предвидено, така е и кажано, за да има развојна кариера. Па се овој јазик е за овој закон за тој јазик. Ако треба. Па се тоа е работата, не се вика закон за албанскиот јазик, се вика закон за употреба на јазиците во Република Македонија. Да. И па како сега само за албанскиот кога не? Ама имаме како да кажам, Само за 20%. Ама не се вика така овој закон. Овој закон за употреба на јазиците во Република Македонија. Каде има 20%? И вика на централно ниво е тој. Каде има 20% во насловот, тебе кажете ми. Ама зашто има во насловот? Па значи не е за... Ама он одредува и користење на локално ниво, како така? Не, значи за употреба на јазиците. Ама значи никаде нема процент. На локално ниво во Македонија има 6-7 јазика. Не еден. Значи точно за употреба на јазиците. И таа агенција треба да биде за сите јазици, за употреба како се употребува, за сите јазици, значи не само за албанскиот. Бидејќи насловот на овој закон не е за па таа може да биде и за 20 јазици. Факт е дека 92% таму ќе биде за албански, ќе биде за една општина што е на ромски, една што е на српски, за сите јазици. За тоа што инаку испаѓа дека се останатите дискриминирани. Ама не смеат останатите да бидат дискриминирани. Или зборуваме за човекови права. Па имаат ли човекови права тие што ете во некоја општина не се 20%? Зошто нели е дискриминирачки за тие што се над 20% да мора, а тие што се под 20% ако се расположени во кажете ми вие во која општина со мнозински македонски јазик
е одлучено и некој втори јазик да биде Не знам, службен. немам Ја ви такви велам, податоци, ја во немам Гостивар такви е податоци. трет јазик турскиот, иако тие не се ни блиску до 20%. Па Него така е, советниците во одлука Гостивар. на Ама, значи... тие сакале. Ама а тие... него може да не сака. Не, И сега јас треба па да сега, зависам, дај- како малцинство некое, да зависам дали ќе биде Па тој тоа малцинство треба совет, ќе тоа бидат малцинство расположени да ме треба да гласат. му се ориентира на мнозинството кое во Македонија одлучува, не може на албанците да им се Па некаде се албанците повеќе. Така, дали знаете дека во некој, јас имам информација, еве неофицијално, каде што се мнозинството албанци, дека не се обезбедува превод на македонски. Каде тоа? Еве, дали се е направена таква анализа? Што Не, во случаите каде што албанското мој предлог бил секогаш албанските представници се мнозинство, а македонците се малцинство, дали е обезбеден превод на македонски? Знаете за такви примери? Да, дали Каде се тие Значи, примери? јас нема да именувам, зашто тоа сепак се други Не, информации. окей, се плашите дека никој ќе се нема што одмазди? Не, Според тама работа не мене- се плашам. според Меѓутоа, ево, мене- отворете ги, слободно е тоа на веб страниците на општините. И погледнете каква е македонската верзија, каква е албанската. Каде што градоначалникот е албанец. Ќе видите дека албанската е многу побогата од македонската, ажурирана и така натаму. Еве, може да се направи тоа, може секој да го провери да види. Значи, сепак, Па затоа треба инспекција која тоа ќе го па контролира. да, ама за сите. Значи за сите тука не е да. албанскиот загрозен, македонскиот е загрозен. Значи таа агенција не само за албанскиот, треба и за македонскиот да биде. Ако Погодениот македонскиот неправдата јазик кон и користењето македонскиот негово се тој дел од тој закон не се имплементира од некои званичници или институции, тоа не значи дека ова е штетно. Треба да се поправи тоа. Поправи во Да. тој А бидејќи е овој злоупотреба дел, на само да ви јазиците, кажам, дека агенцијата треба и тие функции да ги прави. Зошто? сите Ама јазици. зошто општина Гостивар да троши на тоа која е уставна категорија? Треба таа агенција, кога има седница на совет таму, да си ги земе преведувачите, да оди со машини На крај и да го направи тоа. Да, Да, значи може. ние се согласуваме дека треба да постои таква агенција. Ние со години апелираме дека треба да има некој што ќе ги спроведува законите. Тачно. Сега, значи, таа агенција да биде за сите јазици подеднакво, а не само за еден. Тоа е барањето. Не, за 20%. Нема, Ама многу закони 20% се има вика во така. две категории, Да. тоа сакам да го кажам. Да. 20% има на државно ниво и 20% има и На на локално централно. ниво. На Да, централно на и централно и на локално локално, ниво. да. И на Добро. локално ниво ние немаме два јазика во Македонија. Да. Имаме повеќе јазици и тие се дел од тој живот во тие Не се локални службени, самоуправи. Не се службени. Не, во Гостивар турскиот е Ама трет во јазик. Гостивар е така, ама во Ама- другите општини не. Па сега тогаш нека се смени уставот, нека се каже сите јазици кои се во Македонија над 4%. Па кој е тој процент сега што го одредува и кој го Па сега, одредува, овој ама 20 ние немаме ни попис. А овој- Врз основа на што се носат сите тие закони? И сега, дали е место и време овој закон сега да се носи? Дали е од таков приоритет сега вака побрза Па од постапка? политички приоритет он е. Од политички приоритет, Па од да. што? Што? Дали нам нешто ќе ни го подобри животот? Па Нели ве- има многу други работи кои што треба прво да се Ама средат и зашто овие закони работи да да се останат донесат? на крај? Ќе ви го Ама уништи не. животот? Не да ми уништи, јас очекувам некои други работи да ги видам попрво од ова, а Добро. ова очекувам зашто дека треба не, да не биде мислите дека треба да одат паралелно Паралелно. А некои не работи паралелно, во ова оваа е држава? поскратена постапка. Значи, Не, јас не, не, реагирам веројатно на треба да има јавни скратените дебати, вие постапки. инициирате. Ние паметиме Добро. носење закон за високо образование во 3 часот наутро. Значи, јас сум против поскратена постапка носење на закони. Немам ништо против. Пуштете да се собереме сите, стручна јавност и така натаму да си кажеме мислењето, па нешто да се дотера, да бидеме сите задоволни. Како што нашите сограѓани албанци се чувствителни на својот јазик, така се и македонците чувствителни на својот јазик. Зошто без потреба да се создаваат конфликтни ситуации и тензија во државата? Нели ни е доста на сите? Најавувате конфликти и тензија? Јас не најавувам конфликт и Добро. тензија, ама тензија има, гледате сами дека има, дека него се прифаќа така, а нема потреба од тоа. Значи може Не да се се прифаќа регулира. заради тоа што се неопходни јавни дебати, како што кажавте, и вие Секако. веќе ќе инициирате, имате и средба во владата. Да, така, Да. точно. Да Ама ги тоа избегнете конфликтите и Дебатите тензиите. не се исклучени и после оваа фаза. А владата очекува одговори од Венецијанска комисија за делот тие Да, законски, има уставен суд, има дебата. Ја мислам дека Но добро е неопходна не, дебата. не, пред апсолутно, воопшто да ама биде- види се, ја Да. доаѓам од граѓанско општество, ние сме Да. секогаш за дебата. Да. Не Пред спорно воопшто тоа. да биде Него изгласан тенденциозните дебати според мене генерираат негативен ефект. Иначе кој не е за дебата? Да. Мислам од нормалните граѓани во Не е секој за дебата, Добро, јас да, ви да, благодарам да. што Ги бевте специфицираме, гости да, тука да. завршуваме емисијата. Благодарам.